почитувани представници на медиумите, денеска сме тука на местото на овој замислен парк кој го отпочнав јас во мојот мандат, на местото на некогашната дупка покрај реката Вардар и сегашна депонија. На ова место каде што тој парк остана на истото на ниво како кога пред 5 години го започнавме. Ни педа понатаму не е мрнато. Сакам да истакнам дека наша намера ќе биде овде да изградиме еден голем парк, како што беше замислено, да го пошумиме со дрвца, да имаме зелена површина која ќе можат нашите најмлади, повозрастните да ја користат, едноставно да направиме подобар амбиент за живот и да ја спречиме дебармализацијата на Карпош и наместо скапиот бетон и борбата за профит, да инвестираме во здравата иднина за нашите најмлади, меѓутоа и за нашите повозрастни. Исто така имаме намера од другата страна на Вардар комплетно партерно да го уредиме просторот и преку мостот Газела кој во време на мојот мандат беше изграден, да може да се поврзат двете страни и луѓето да може да ги користат и да уживаат од двете страни на Вардар. Она што сакам да го истакнам и што е од огромна важност е дека нашите инвестиции во заштитата на животната средина ќе бидат се поголеми, ќе овозможиме добар амбиент за нашите најмлади и ви ветувам дека Карпош ќе биде најмалку загадената општина во Скопје. Тоа е она што го ветувам, тоа е она што ќе го исполниме. Исто така, бидејќи еден наш проект, тоа е онаа наша донација во мојот мандат, донацијата на живеалиштето на Мечка беше реализирана. Најавувам дека за нашите најмлади во зоолошката градина ќе направиме уште една донација на уште еден голем проект, на уште едно живеалиште, кое ќе служи за забава и за рекреација на нашите најмлади. Во исто време, ве повикувам сите да ги поддржиме овие проекти за здрав Карпош, за здрава животна средина и наместо инвестициите во скап бетон, да инвестираме во заштитата на животната средина. Карпош е повеќе од сите нас, Карпош е нашата иднина. Иднината сега.